Добро вечер, следите уште едно издание на емисијата Live Cover. Издание во кое мои гости ќе бидат тројца момци. Едни од доаѓа од Богданци, двајца од Гевгелија. Тоа се Владко, Боби и Јани, кои го сочинуваат Straight Band. Здраво. Здраво. Како дојде до идејата за создавање на овој бенд? Кој ќе ни каже? Ајде Владко, кажи како дојде до идејата за создавање на Straight Band. И колку време постоите? Па постоиме речи си месец, нема месец. Тазе бенд, значи. Релативно нов бенд. Името дојде со договарање меѓусобно согласење. Значи, мислење по кумото уствари Јани. Тој го даде името, ние се согласивме, не звучише добро и така. Инаку вие се познавате од подамна, така? Иако функционирате само еден месец. Да, се познаваме од одамна, али пресудно за да се запознаеме уште подобро на музичко поле, значи како музичари, беше Штип. Токму тука се сретнавме на Академијата Уграда, факултет за музичка уметност. Сите сте со музичка академија, да, така? И од таму дојде идејата за понатамошна соработка. Се надевам дека ќе постоите уште долго време, бидејќи сте релативно тазе, еден месец. Ќе се уверат гледачите и слушателите на оваа емисија во вашите музички квалитети, и тоа токму сега, откако ќе свирите и првата композиција. Тоа е тема која што носи наслов A Go Go, изведена од Џон Скофилд. Вечерва во изведба на Straight Band. Може да слушнеме. Благодарам.
Споменавте дека тројцата сте со музичко образование, меѓутоа кога започнавте да свирите посериозно? Јани? Па, мојот прв контакт со инструмент со музиката на 14 години. Па, понатаму во средно образование, музичко и на академија, абсолвент на музичката академија во Штип, од 14 години. Така, значи сега си последна година на Уште дипломска. уште дипломскиот испит, така. Бобити? Завршено. Ти си веќе дипломиран, така? Да, така. Исто од мала возраст, љубов голема према музиката пред се, према како наука, према гитарата и така бидуваат работите. И ти исто така си со средно музичко образование. Не сум со средно. Немаш средно музичко. Имам средно, али не музичко. Така. Меѓутоа со факултет, така. Со факултет, да, оде на ОГД. Ето, така да. И така. Тоа е тоа. Владко, ти? И јас покрај брат ми почнав да свирам, тој е исто така музичар, најпрво во основно така хармоника свирав, после во средно музичко тука во Штип, пијано и факултет исто джез пијано се запишав. И ти уште дипломскиот испит. Готово, при крај. При крај, така. Ајде да одиме со музика. Овој пат тема со пеење, тоа е композицијата Use Somebody од бендот Kings of Leon. Може да ја слушнеме. Someone like you, I know you know how you speak. 'Cause it's all the sound of colors on the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like
Споменавте дека имате музичко образование. Во контекст на тоа, освен нови инструменти, дали свирите на некој друг инструмент? Јани? Освен саксофонот. Освен саксофонот, студирав кларинет. Саксофонот, значи, бидејќи е слично да кажем, но не толку исто. Дувачки инструмент. Инаку твоја специјалност е кларинетот. Кларинетот, да. Освен кларинет и саксофон? Имам желба да купам сопран саксофон, но тоа е приближно тука исто. Да. Во секој случај, дувачки инструменти. Дувачки инструменти, да. Боби ти? Освен гитарата? Освен гитара, па гитара. Само гитара. Не. Гитара, гитара и само Познаме гитара. пијано, значи други жичени инструменти, значи се подразбира бас гитара. Имам вежбано во слободно време, бузуки, значи ме интересира се што е во врска со жичени инструменти се. Така, специјалист за жичени инструменти. Да. Владко ти? Јас хармоника претходно, помал. После тамбура учев народен инструмент, ама тоа ме е забравено, само пијано сум сконцентриран. Концентрација на пијаното. Да. Ајде да слушаме и наредната тема, тоа ќе биде композиција македонски Evergreen од композиција на Драган Ѓаконовски Шпато, која што носи наслов Ми вети ти, изведена од Диме Поповски. Вечерва во изведба на Straight Band. Devojko ljubov mi veti ti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti par. Može bi srekli tvoj 10 dni, pregratka tuga treperiš ti, može bi misliš ko zvezden ljod, zagina kopneš od moj. I znam, čekam polsožan, pogledom tvoj blag, kako najskada. Devojko, ljubov mi veti ti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti par. Čekam polsožan, pogledom tvoj blag, kako najskada. Devojko, ljubov mi veti ti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš par. Каква музика свират момците од Straight Band на нивните живи настапи? Кој? Ајде, Боби ти. Значи вака, Каков репертоар? значи тоа беше идејата за формирање на овој бенд, да може да се одговори на повеќе прашања, значи на повеќе полиња. Значи се свири во главном разна музика. Приоритет ни е да комбинираме, значи имаме некои познавања од џез музиката, класична музика, значи сето тоа сакаме да го споиме со било каква музика. Значи кога свириме, да кажеме, поп музика, сакаме нешто да пробаме
Значи, во главном тежнееме кон тоа да имаме наши аранжмани, значи кавери пак се, ама да Меѓутоа да бидете автентични на некој па начин. така да се препознаваме по нешто и пак да правиме музика, тоа ни е пред И се. каква е реакцијата на оние што ја слушаат? Еве До овој сега месец. има овие 28 дена. Значи има добре кој знае, значи кој слуша, значи има некој не обраќа толку внимание, но има доста луѓе што има позитивни критики, добро. Значи сте на вистинскиот пат. Па се надевам. Има некои што викаат грешка. Тие критичарите Да, грешка. што ја чекаат првата грешка. Секогаш ќе има такви. Добро е тоа е добро. Меѓутоа, ајде овде сме да свириме и следува следната композиција Why Did You Do It од бендот Stretch. Може да ја слушнеме. About you do right on to me. The damage is much deeper than you ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder what you push over your leg. Why did you do it? Why did you do it that to me? Why did you do it? Why did you do exactly? The only one who knows the truth, man, is here to me and you. When you listen to the things I say, I know hear you every day, but I know they'll never understand it, because you all know what you done, you play me. Why did you do that? Why did you do that? Why did you do it? Why did you do exactly? Knows the truth, man, it's to me and you. About what you have done to me. The damage is much deeper than you ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder what you push away your life. Why did you do it? Why did you do it to me? Why did you do it? Why did you do it that to me? The only know who knows the truth, man, is here to me and you. Споменавте дека свирите секаков вид на музика на вашите живи настави, меѓутоа кога сте по дома, каква музика слушате? За уживање, би рекол.
Јас ќе се воздржам сега, ќе пропуштам некој на помладите. Да дадат одговор. Ајде на помладите. Владко, ајде кажи, каква музика слушаш? Јас мислам да кажам за помладите да пропуштам, али јас слушам само, мислам секаква музика преферирам, бидејќи музичар треба секако да има познавање од секаков стил на музика, но најмногу џезот ме влече. Си пуштам вака Највеќе џез, уживаш во џезот. така? фјуџен, фанкче, рокче некогаш и тоа. Боби? Исто, се знае тоа ритуал е тоа, стануваш со бајли, нормално. Убав, добар џез. Добар џез музика. Сепак вие сте студенти на џез академијата, така што Нема, џезот ви тоа е примарен. Тоа е или нешто сакаш или не сакаш, или постои љубов или не постои. Постои голема љубов и тоа е така. Јани ти? Јас би кажал од зависност од расположението и музиката. Така, во зависност како си расположен и таква музика слушаш. Да. Меѓутоа, еве, овие што се сите студенти на џез академијата, неизбежно е да сакаат и да свират џез музика. Неизбежно е, да. А, Заразно е тоа. Да. Посебен вид на музика е џез музиката и вреди да се негува во секој случај. Вреди, да. Одиме сега ние со не џез музика, туку оној XU рок Да. од легендарните ЕКВ и Милан Младеновиќ, тема која што ќе отсвирите и носи наслов Као да е било некад. Да. Да ја слушнеме. Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zove na usput. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas u toplim jaslama. U hladu bora pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki drugi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zove na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas u toplim jaslama. U toplim nula pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki drugi dan, za neki drugi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
споменавте дека постоите само 28 дена, меѓутоа претходно каде имате свирено во останати бендови? Ајде Боби ти. Да, тоа е клучното сега. Генерацијски сме малку разлика. Значи, јас имам некое поинакво искуство, други димензии, некакви инакви димензии, така да имам искуство од повеќе бендови, случајно во повеќе бендови, ансамбли овде. И така, но сето тоа останува назад, се гледа напред што ќе биде. Се гледа иднината, така. Тоа е битно, да. И тоа е. Затоа сме овде, затоа сме тука. Јани? Па исто сум членувал во, да кажам, како замена или дополнителен член во повеќе бендови по потреба. Така бидејќи саксофонот е оној инструмент, по нашите традиционални соло инструмент, селби, така. да, нормално. Исто и во академијата, во оркестрите имаме повеќе искуство на различни бранши и тоа е многу добро за овој бенд. Можете да се вклопите во секаков вид на музика. Да. Значи, стрейт бенд може да го видите од отварање на некоја свечена манифестација кај што се негова джез или блус музика до нашите традиционални веселби, свадби, така Одлично. кажем. И тоа е добро. Тоа е Одлично. добро. Да. Можете да се уклопите за секаков вид на музика. Исто така и во дискотеки, кафе барови, секаде. Владко, ти во кој бендови, во колку бендови имаш Јас, членува јас. претходно? Значи, почев да свирам од 16 години некде. Имам многу бендови, смеам, значи многу. И последно бе во вашата емисија. Така беше гостин со Дазу. Со Дазу. Тоа беше претходната година, се надевам дека до година нема да дојдам Со друг бенд. Одлично, се надевам Така. дека стрейт бенд ќе Али- постои уште долго време. Сакам да кажам дека многу големо искуство што сум поминал низ многу бендови, да кажем. Сите различни музичари, различно мислења, секој различно Така, свире. искуството е неопходно. Многу. За секој музичар искуството е Така. само плюс. Следува наредната тема, конечно одиме со македонска, втора македонска композиција. Тоа е композицијата од Владо Јаневски која што носи наслов Тајна отровна. Секој пат што звездите направат сход над мојта глава, чекам да ме повикаш од другиот, да те крадам, доаѓаш облечена во мириси, од зумбули набрани, во туги градини. Си тајна отровна, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива, и ме дава да спијам се што разум зборува. Срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе. Ја кријам својта љубов ко другите што ја злоба, ношалантно ко да ми е срцево празна соба, а само ти знаеш дека сум тој крадешком завртен број, за да не дознае тој. Си тајна отровна, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива, ме дава да спијам се што разум зборува. Срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе.
Svilena pajažina od grefi strasti, živ som samo Boga na sat ili dva. Gdje sme sami, gdje gi nosiš moj teba kneži, ko da se biseri, Bog je dana nižari. Ti si tajna otrovna, od site što ja krijam, koga krv mi zovriva i ne dava da spijam sve što razum zboruva. Srce ne može da čuje, ljubav da me ne kuva, ljubav da i ke me Ti si otruje. tajna otrovna, Od site što ja krijam, koga krv mi zovriva i ne dava da spijam sve što razum zboruva. Srce ne može da čuje, ljubav da me ne kuva, ljubav da i ke me otruje. Tajno moja dojdi otrube. Кои се плановите за во иднина на Straight Band и дали планирате нешто авторско? Кој ќе ми одговори на прашање? Па нормално е, нели, да се што е како една заедница, нели, нормално да се напредува, да. Така мислиме дека треба да се развива, да се стреми кон нешто друго. Значи авторското е пожелно е и неминовно, значи мора да се има нешто авторско. Според мене така, авторското е еден печат и една лична карта на секој музичар. Да, сите ние имаме поединечно, кои со други бендови имаме нешто пробано, веќе авторско имаме, него сето тоа не е, па може слободно да кажам, не е толку сериозно. Значи, ако биде нешто, ќе биде, се надеваме нешто по друго малце. Така јас се надевам дека ќе слушнеме нешто ново наскоро од вас. Исто. Мое лично. Значи, сакаме и да соработуваме и со автори, и со други музичари, размена на мислење на тука е. Да, така тоа е неопходно за напредок на секој музичар. За крај се договоривме една тема, сакс тема од Барбара Томсон да слушнеме, да видиме како ќе звучи тоа во емисијата Live Cover од Straight Band. Благодарам.
Тоа беше се во ово издание на Live Cover, во кое мои вечерашни гости беа Straight Band. Момци, ви благодарам за гостувањето и се гледаме секако во наредна прилика. Фала ви на Со вас. нешто ново од вас Па авторски. сигурно, ќе работим. Тоа. Ова емисија ќе имаат можност да ја гледат гледачите на телевизија, се разбира. Исто така ќе може да ја слушате на фреквенциите на УГД FM и на телевизискиот канал на УГД на YouTube и на телевизиите Здрав кино од Велес, Орбис од Битола, Визија од Прилеп, Интел од Струмица и Канал 8 од Кочани. Чао!